Добро вечер и ова вечер на сите кои се решени да се насмеат со нас. Нова епизода на Нема љутиш која ви носи и нови возбудувања. Иако реално тешко дека можеме ние да кажеме и да се пожалиме дека ни е здодевно. Не, оти секогаш има нешто интересно. Еве на пример, интересно е секогаш кога ќе ти дојдат сметките. Мене ми велеа уште од мал. Што е твое, ќе си дојде. И еве, навистина, редовно ми доаѓаат сите сметки. Или кога ќе ги видиш најновите цени во продавниците. Па денеска бре, народот повеќе се крсти во продавниците отколку во црквите. А најинтересно, па дури смешно е кога ќе ти легне платата. Гледаш и се чудиш. И се крстиш во исто време. Па поредно сите бевме бре весели кога ќе примиме плата. Сега не знаеш дали да почнеш да се смееш или да плачеш. Додека да стигнеш до дома, готово, потрошена е. Добро, има и такви кои што пред и да стигнат да погледнат на банкомат, потрошена е, чиста им е сметката. Тоа се оние кои си имаат жени, кои пак редовно им ја чистат сметката, блазеси. Оти нели велат чиста сметка, долга љубов. Порано пари имаше, немаше кратци. Сега бре, арами еден куп, ама нема што да ти украдат. А бре, да влезе крадец во куќа, срам да ме фати. Немам ни со што да го пречекам. Ако имам барем кафе, тогаш лесно е. Лесно, ки спиеме по едно кафе онака на рад, па после ако бара пари од мене, заедно ќе бараме ни цела куќа. Ако најде нешто, слободно нека си земе. Ситуацијата за никаде, ама важно, оптимисти сме, секогаш. Секогаш велат дека до крајот на годината ќе имаме невиден економски раст. И сигурно е дека имаме, само никој го нема видено, па затоа е невиден. А и сите вработени, вие сте исти, сите. Ајде, само се жалите и плачете. А факт е дека оваа година платите се повисоки за 30%. Што? Немојте да се чудите. Да, платите оваа година се повисоки за 30% во однос на платите што ќе ги имате следната година. Сега, верувам по оваа добра, убава, квалитетна информација, вистинско време е да видиме што тоа ние денеска имаме во Нема љутиш. Ја имаме секако минералната вода Визијана, која не одржува вака свежи и насмејани, и имаме интересен гостин пред се, кој што го има толку многу што еве ќе го има и кај нас во Нема љутиш. Погледнете и сами. Разведуемо се, готово, крај. Разбрали ме? Не, душо, тама работа. Нема више никада ми се понови. Насловот е многу битен. Неверојатно. Бомба! Позади матава. За 1000 денари. Трчаја ли си, например, по автобус да снимиш нешто? Трчаја сум по трек. Ајде, не сум трчаја, да. Туку, она Роки Колко вежба и мене снимател. Ајде, баце, не можам, викам човек. Сак истото е автому за риба. После едну неделju, ама нема везе. Још се фали дека га земаја за багателу. Абре, баце Стојко, па ја бре, мој мању авто, кад се качу 3 дана не може да го обиколу, од тут, од овут, од тут, од овут. Некако, не знам, да не се лжам, а такој осеќам дека се ближи избори, па за тој ми ќе ги направимо тие смени. Гранде Пандев, бе, Гранде Пандев, Гранде Македонија. Гранде Пандев, Гранде Македонија. Ајде. Добро, ја како слушам овој уреду. Во животот промени многу работи. Ги бенував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. Само едно нешто не сменив и беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години кватро. Квалитет кој не се менува. Мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје?
Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ 290. Значи, još jedan put, ako me kažeš kravo, razvedujemo se, gotovo, kraj. Razbrali me? Не, бе, душо, тама работа. Нема више никаде ми се понови. Ете, tako je. Ке досак да си легну, пошто цел ден работу, много ме боли в ноге. Предни или задни? Фураме и понатаму во истиот фазон. Интересни личности кои што доаѓаат во нашето студио со намера да измамат што повеќе насмевки кај сите вас, заеднички, нели, да се обидеме да направиме добра атмосфера. Не се сомневам воопшто дека и вечерва ќе биде така, затоа што тука во студиото го имаме човекот кој го има насекаде, па еве ќе го има малку и кај нас. А тој се одзива на името Мијалче Иванов. Појма немам поја. Па не знаеш ли ти, не знам дали гледачите знаат, ама еве ќе им оставиме 10 секунди да погаѓат, може и да се обложуваат, кој е, што е, каков е, го има, велам, многу е присутен, често и на овој медиум, најмногу на овој медиум го има, ама дали ќе погодите, кој знае и колку и ти да не го видиш сега, дали ќе го погледнеш, устари да не го гледаш, дали ќе го видиш. Не би могла да го Не би могла. Мишко Иванов. Малку ви да знаат дека Мијалче е вистинското име. Само мајка ми, татко ми, брат ми и жена ми мислам. Сега знае цела Македонија. Сега знае цела Македонија. Добро вечер, драго ми е што сум во Да не ма љутиш. Тебе те представи сега да се представи и мојот администратор. Јас сум Никола Павловски, викаме Коки. Коки? Роден сум на 29 февруар 1964 годину. Основну школу. Чекај бе, кратко, па ти не си у емисију кој Мишка се умисли во патот на успехот и еве одма да се представи цела биографија. Стига. Продолжи. Ја да си пробам. Продолжи си. А може да го заведеме како административну грешку, моја. Да си пробаш, немој да си прашаш. Значи може да пробаш. Патот до успехот. Неминовно кога си ти во прашање, емисија која што трае долго, цел серијал, многу на број, колку има, преку 250-60 прочитаме? Па мислам дека одиме на ке 300, знам дека ги броев до 160 до 2017 година, почнавме 2012, крајот на 2012, беа околу 160 луѓе, не околу, туку 168 точно беа ги броев, пошто 2017 излеговме надвор од Македонија, пошто свативме дека нели патот до успехот и сега некако дојдеш до ситуација кај што или мораш да застанеш, пошто ова е емисија која што нема дај пак ќе те викна, па што ја раскажуваш приказка и сега што ќе кажеш пак следно. И 2017 тргнуваме и уште трае приказната. Идејата на патот до успехот е да одиме и не само регионално, туку малку и европско, па малку и преку барата. Ако можеме, тоа е идејата, тоа се планови за во иднина кои ги планиравме. Ако стигнавме до 168 до 2017, мислам дека сме околу 300, не сум ги брел, ама треба да ги изберам. И обично екипата што е околу мене нонстоп ме караат дека не запишувам, и тоа караат, има многу смешки за тоа караат. Па бидејќи снимаш во Србија. За тоа. Имаше нешто дебатираме навечер кога беше сега мала дигресија на муаветот и снимателот и овој што ми е режија реализатор и нешто вика, ама се расправа нешто и доаѓа газдата на станот. Комшијата уствари, не газдата, почна на букинг, искача тој најмалиот, ама тој нема врска со Југославија. Извините, ми се мало карама. Ова гледа, ја се смееме. И сега како да правиме сега, од кај да тргнуваме и некако, од Лепа Брена некако. Не знам зашто од Лепа Брена. Прво ти беше Брена? Од надворешните прво беше Лепа Брена. И она прифати, прво дојде и виде се од еднаш 4-5 луѓе наместени и се застана малку и викам ова е камера 1, камера 2, режисер и она свати дека е сериозно. И добро вика што треба вика од мене и сега ние викаме дај омилено кој ти е омилено место.
Сега, дома, знаеш, некој сака дома, некој не сака дома и она вика кале мегдам, вика, ама многу е ладна, зима беше. Вика, ќе снимаме у Гранд продукција административниот дел, па ќе одиме после у Гранд продукција кај што се снимаат емисиите и на крај вика у Интерконтинентал, пошто ме врзува тама свадба да се обоживуваме вече. Ја, тоа ми е не единствениот, туку сум поминал стварно преку 150 гости, 300 гости е со се македонци, значи поголем професионалец. И го кажам, пошто обично ме прашуваат каква е Брена, нели, зад. Најчесто прашање. Најчесто прашање каква е Брена. И Каква е се Брена? толку нормални и свати дека е сериозна работа и почнуваме се договараме, окей, утре снимаме, во колку во 12 овде доаѓаме на шминкара и нели пред снимање малку имаш она навоите се. И само како почне овој тишина, акција почне и се врти на кај камера и ја вади таа една насмевка, а ве као мислиш дека сме цел живот дека си заедно. Почнавме у 12, завршивме у 10 вечер. Момци, е све уредо? Да, само да проверуваме и тргна приказката. И после исто и со сите. Брена трае, бе, Брена, значи трае, стварно многу трае, Мислам многу дека едно години, од многу време снима. мислам дека едно од најпрофесионалните вака на тој простор. Има многу, например, јас сега Брена ја земавме како пример, сум снимал и Горан Бреговиќ. Сите тие големини, што видео уште се големи, значи тие веќе не се оптеретени со Тука е и големината, нели? Светлана Бојко, што е на таква дама, префината. Баш затоа се големи, не се оптеретени сега. Така. А не сум се соочил до сега со непријатно искуство. Секогаш пријатно. Да, прво у Македонија имав непријатно искуство, пошто одбиваа дека да објаснам што е, како е, патот до успехот, пак што е, како е и Што знам дали ми е ниво да се појава. кога почна ова од Вардар до Триглав, Тогаш а веќе овој не вика. Чекај, бе, викав, не сакавте. Сега ама не, ги сега ги викам, не може да не ги вика, знаеш. Има луѓе кои што ставиле белек, ама има оно, знаеш, те македонски синдром, сега да не ги вика, тој како комшија што ви кај на комшике, ти кога ги работиш, а ние работе, викаш ли? Па викам, како не викам, па мене не си ме викала до сега још. Лепа Брена, замисли, прва и он продолжија, мене да ми е била прва и задња ќе ме остави. Нема што далje. Лепа Брена и толку. Водител на оваа емисија, меѓутоа и новинар. Сето тоа во микс. Само пред да те прашам за новинарството, истражувачко новинарство го мачи многу коки, он ќе ни каже мал детално тоа што како го подразбира он истражувачкото новинарство. Ама не, ја имам приказку, не га подразбирам. Пример, добро. Па да, пример. Например? Млад истражувачки новинар. И сега што да направи? Нормално да направи добру приказку, још подобар наслов, пошто сак нели у ново време е да имаш убав наслов, а приказка е друг план. И сега што да работи? Сака да снима некоju ноќну даму. Оние што се врти околу МТВ. И иде натама на кој МТВ, уклучува диктафон и улаза господица. Здраво, здраво. Работите ли ви оние работе? Да, работи, како не работи. Колко тој кошта? Повика има за 1000 денара, има за 2000 денара. Аха. А за 2000 денара што работите? Па, работу анално, орално, нормално, све што сакаш. Аха. А за 1000 денара што работиш? Па, работу исто, ако немаш 2000 денара. Добро, да не поврзаме со новинарската професија. Ова, ама и истражувачко новинарство Добро, може би. истражувачко, Дали може да. да се подведе кој истражувачко Па новинарство? може да се подведе, да, само за насловот е многу битен. Неверојатно. Бомба! Позади МТВ. За 1000 денари. Потоа во насловот што да, пишува ништо нема нема во врска, содржината. ништо. Како Ништо нема врска. правиш спој помеѓу водителството и новинарството, сродни работи? Претпоставувам дека не е. Многу ме нервира, па што е многу актуелно Facebook новинарството и сега сите се новинари. И знаеш, никој не чита, не проверува. Сум приметил на Facebook, например, имам приметено дека некој постира, знаеш, особено политички кампањи кога се. Ти постира некоја вест која што е стара 4 години. И никој не ја гледа, ама веста си пишува, он ништо не прави. Си пишува, ја презел од телевизија 24 и пишува доздоле 16 ноември, лупам 2015 година. Ама кореспондира со денешницата и он не постира. Си оди тој уште у политика. И сите зима, никој не проверува, не чита. И се тие на Facebook. И треба да бидеш многу внимателен.
И истражувачко новинарство, ја многу се залагам за истражувачко новинарство, но вистинско истражувачко новинарство. Не од овој тип. Па се не од овој тип, треба многу пари за истражувачко новинарство. И сега ако почнам да зборам, па некој ќе почне да се лутат што збориш, како збориш, мислам дека боле да се китам, да ти кажам право. Подобро на ведри теми. Земам уста да отворам стварно и се мачи веќе од Дали ви у форму истражувачко новинарство, например, питање, дали ноќни даме имав здравствено осигурање, пензијско и инвалидско осигурање, било добро питање. Па мислам да. И дали има синдикат? Мислам да. Има синдикат, независен синдикат. Ајде, синдикати се вработени. Има многу синдикати. Многу, знаеш... Кад штрајкуев, дали ги плаќа 70%, 30% не, одбивав ги. Като они штрajkujem, ни болуемо. Најлош ефект. Предпоставувам дека на снимањето со овие познати луѓе се имаат случајно доста така интересни случаи кои би ги интересирале луѓето. Што можеш да ни кажеш од тие патувања Италија, Белград? Трчаја ли си, например, по автобус да снимиш нешто? Трчаја сум по трект. Ајде, не сум трчаја, бе. Туку, она Роки Колко вежба и мене сниматело. Ајде, бе, не можам, викам човек. Снимаме на Брач. И снимаме за патот до успехот, успешна бизнис приказна за тие сардините што ги прават, конзервите. Да снимам одјава и сега се ние со време врзано, последниот трек да не го испуштиме, вика пази. И викам дај уште одјави да снимам. И нелико ќе ме мести на... У принцип не грешам многу. А 10 пати нема сонцето у фаца. 10 пати ја снимам чеке вака, чеке така. Не можам одјава да погодам. Да кажам, ова беше тоа и тоа, пријатно. Абе, заглави 10 пати заглави. Абе, мрни, викам, не снимаме оди. И брзо со толничките, знаеш како е на острова. Траекто да го фати. Како стигаме со колата, го гледаме траектот и овој свирио таму. А тоа ти се чини како да е 2 километри, ти сега го гледаш, не можам да мрдам, бев подебел. Не, стварно си бев подебел. Елегантно попунет, викам му хумано. Попун се, вика. Тој свири, јас взимам карти и сега ја ги гледам од згоре, капетан. Тя се дигнале, а овој ми иде над мене и нужен. Бази, те молам ме, подрчам. Абе, не можам да човек. Никога подрчам. У Куманово трчи ли? Трчи, да. Да, трчи. Куде трчи? Да ти кажу, Дебели? ја пробавам и искочи на кеј. Сакам да потрчам малко, знаеш. И ги гледам, све дебели трчив. Па си викам, па ја ако трчу, ја ќе биду дебел како ниме. Па ја воопште неću да трчам. Кад смо веќе кога тој елегантно попунет, јас сам приметија. Мишко, кад води патот до успехот, од што го има, што е корпулентан, има га малци у нема љути. Прерипа надолу. Добро, ти иде Мишко, за крај во овој блок идем вид. Студио 10. Да, секаде помалку. Секаде помалку. А некојаш не ни собира екран. Сега овие модерните за тоа ги шират да има место и за нас, што сме по-елегантно попунети. Еден вид за крај во овој блок. Мисле дали ќе ме прашаш ја 3 вицови избирам на жена, дај ме кажи некој виц, не знам ни еден виц. И сега ја еден знам. Власи, да не се налутат власи, влавот купува мобилни телефони и го става у джепот позади. Ама го заборава дека го става, оди у кола и како седно и прави нешто крц. Дај Боже да е кичма. Дај Боже. Дај Боже да е кичма, да не е нови iPhone. Толку во овој блок. Може кратка пауза, па со нова тура. Бидете со нас. Багатела. Џабе, без паре, за лепе очи. Ефтино. У некои кафиќи пиво е скупо, а у некои багатела. Тој не се работи за разлику у цену, него се работи за само багателну цену. Комшија кажа дека купија гаражирано авто кое баба га возила за багателу. Сак исто тој авто му за риба после едну неделju, ама нема везе, још се фали дека га земаја за багателу. За јадни, прости, релативно глупи и луѓе кои малко вреди се вика дека су багатела. Ама мани го тој багателу ништо не вреди. На времето можеше да се отиде до Бугарија, да се ручи и да се врати за багателни пари. Саке е обратно. Они доваѓав куде нас ручав, изиграв некој пајдушку или потрчајку за багателу и си се вратив дома. Панта реј. Све тече, све се менја. Овај багатела ме натера да се размислив и да зему, ја да уплатувам сезону 7 дена меѓу краци у Грчку. Цена е багатела.
Ај сак, дај по едно ракиото и твоето, што си се стиснаја толко, мајко? Не бива, бат Стојко. Мислу, не е одлегана. О, купо нема везе, па ке си го одлегам ја дома, не се секире. И ти викам, одъпнема го онај германски телевизор до крај, на најако. И со снајку, па си се веселимо. Германски, викаш? Да. Па тој фалс, бре, бат Стојко. Што ме гледаш како германски телевизор, а у njega sve збориви по-евнашински, бре, ај тамо. Бре, не разбира, ставре. Па јага такој нешто е луѓу, бре. Да може да га разбирам, да си збори нашки и да си пое нашки. И ти викам, значи, оној мој салон што е 50 квадрата. Оној куде што ми стои регал. На регал што ми стои телевизор тој германски, знаеш ка? Ја, знам ga ја, бре, видеја сам ga, не сам чорав како тамо некој. И што тој регал? Па тој регал, он е дугачак 5 метара, ставре. И е пун све со ствари што сам ги ја до неа из Немачку. Да, бре, и ово из твои уста, фалите ми уста да не вераш чепо искача. Ту. Бре, регал има. И кој га видеја тој твој регал? Ја. Што сам улег, да, а други што не улазат, не може да видим. А кој мене, бре, бат Стојко? Имање, види, све се гледа, сви може да видим. Ај сак да не се фалут. А са што па ти може да се пофалиш, ај? Ја. Па ти. Па викам ти гледај га, бре. Од там до там. Бре, бат Стојко. Па ја, бре, мој имање у авто, кад се качу 3 да не може да го обиколу. Од туто до ву. Се серу твое имање при моје немање. Кажа ли нешто? Кажа. Имаја сам и ја у Германiju такво исто авто. Од 2 га продаде. Ти, бат Стојко, стварно како да сакаш да се скараш, бат, за себе. Авто га спомна, имање намерно га преќута, видоте. Ај, да не се фалу и да не збор. Боље ја да не збору, ке се скарам, ке чутот сега. Збори ти. И што сак? Ке ќутимо ли? Гледа сак. Ке ќутимо, бре, за инат. Ќутимо. Добро, тој што спомна дека сакаш да купуеш замрзивач? Гледа. Што се емчиш како урочен волбе? Убаво те прашуju. На фиоке или сандак? На фиоке, бре! Како сандак, млад сам за сандак ја? А добро, до колку кила? Ти, бе, Стојко, стварно сакаш да се скараш све изгледа. Слушај, јас сам можда човек од село, ама до толку сам бре научија дека единица мерка за замрзивач е литар, а не кило. Ај, молим ти се. И да престанеш да ме нервираш и да сакаш да се скараш све. Ти, бе, Стојко, мене ми изгледа такој како го доведе и твој младото жено, како некако да се измени, бре, карактер како да промени. Може малко си права, не сам се сменија у карактер. У понашање само. Тоа е бе ставре за тој што сам ја заљубен. Па добро, тоа ако си заљубен. Тоа не е страшно, бре, заљубен. Тој ти исто како кад напуниш гаќа. Да не речеш, бре, тоа се усереш. Како мислиш тој? Па тако е мисло тој. Онакој, лако. Кад се испразниш и после тој пат се Стојко, сви ми тој го осеќамо, али само на тебе ти иде топлина одоздолу. Ете само да знаете, да ви кажу, за да не кажете дека не сам ви кажа. Овако е, све што лети не се еде. И све што се дере по куќу не мора да значи дека е жен. И свак што те тапша по раме не мора да значи дека ти е пријател. Непријателјски намере су увек искрени. С пријатели тој никад не се знае. И за тој мора да се направи в некои смене. Мора. Некако, не знам, да не се лъжу, ама такој осеќам дека се ближи в избори, па за тој ми ќе ги направимо тие смене. Да, и за тој ќе гласате за нас, а не за оние што 30 години ве влечев за нос. Да, ми све ќе сменимо и нормално
сви ќе работи во смене. Само смене можев да направив добар резултат. Затоа гласајте за мене. Со смене, исто како да сте сами. Исто. Сви ќе работи в смене, а ќе плаќа Европа. Европа мора да плаќа, нормално. Тој док се оправимо. Овие не могасва да се оправи 30 години. Па ми белки ќе успееме за 50. Па добро, мора да бидеме оптимисти у живот. Мора, зашто он живот ти се понаша исто како твој фризер. Ти му кажеш, бре, како сакаш да те шиша, а он си шиша по свое. Још што само не ти каже, ма кој те шиша, бре? Али, затоа е увек туја жена да ти га каже тој, да. Или евентуално у мој случај тата. Он вика, глава не била само за почишување. Замислите, мене тој ми га кажуе, замислите. У главу, у коју не може да улегне ништо, свашта може да искочи. А од твоју главу досе, што ќе искочи? Не може ни од шешир на магионичара да искочи. И џабе ги објаснуеш и ги убедуеш. На будале џабе објаснуеш. Ако на будале објаснуеш, тоа е исто како на глуви да ги шапнуеш. Тате такој вика. Ја не. Ма јо, не, ја верую у вас, ама и у ваш глас. И сте онај истраживачки новинар, улетуе куде уредника. Уредниче, ексклузивна спортска вест. Мора да го ставиме на прву страну. Која е? Вика, дојава за бомбу у кладионицу. 73% се кладили дека ќе пукне бомба, 23% уплатиле лишчиња дека нема да пукне. Апропо спортот, сега да кажувам приказки. Ајде. Италија. И одиме со кола за Дженова. Стигаме у Дженова и снимаме со Пандев. Вика, ајде да одиме, да завршиме на ручек, да одиме, ајде, викам, идеме на ручек. Што има, вика, кебапчиња. Пандев, вика, ајде, нема зеза, вика, кебапчиња, и он носат, знаја, тие италијаните носат тањерче, едно, так, не гледам. Едно кебап? Не бе кебап, не кебапче ти носи, неко равиоличка. Овака малецка, нема кебапи се. Да. Нема врска тоа. Чекате, па ти носи друго, не знам, на ваквото. И викам, Пан, Гоше, дај бе, брат, него се ниште късна, викам, не ме запракави се. И он оди у карантин, завршуваме ние снимање, оди он у карантин, вика, у сабота сакате на Милан дојдете, вика, вие миланезите, викам, зашто да идем, ја телефона, скузате му, зате, 3 карти. Да тргнеме у Милано. Ке фатиш некој инсерт, на утакмица ќе гледаш, врти, брат. Има многу тунели у Дженова. И како ти пише Милано, Ливорно, ама и ние со колата прво да ставиме нафта, гледаме, тоа не работат на недела. Сам да ставиш, па со картица, па со пари, викам, имаме ли до Милано? Имаме до Милано, викам, ајде излеземе, Милано, Ливорно и воз. Врти, десно, викам, тука десно, и гледаш и на овој телефон. Десно. Врати, брат, еден тунел, пак на мост искачаш. Абе, викам, пак сме Дженова, викам, дај, викам, малку концентрирај се, викам, на тој. Пак десно. Сега, он вози, вика, ај бе, наве, девени, нагледај ти, јас гледам, викам, вози, викам, право, викам, тука, викам, лево, викам се, лево, врти, пак, брат, влагом, оди, викам, фала Богу, пак на мост у Дженова. И колку пута такој на мост? 3 пати, брат. И го гледам сад, викам, ај, викам, на овој другиот му викам, брат, не се гирев, тоа второ полувреме го фаќаме. Па да, тоа ще поинтересно. Третиот пат искачаме, пак на истиот мост и после си дојдеме од Италија и моста паднава. Не знам дали. Тој мост што се сруши, тој беше што струши, тој го минав на 3 пати. Абе, тоа притисок е бе. И се јавува, брат, и се јавува, Панде се јавува, вика, како утакмицата и кјуте ми, ја викам, збори ти на овај друг. Викам, не бевме, бе, како ме не бевте? Викам, ај бе, викам, не знаеме да излеземе, викам. Не отидов, воопшто не стигна. Не, па не отидовме, после утре ден тоа одевме се, ама тоа знаеш кога брзаш, врти тука и ова те лаже некој на телефонот, врти и се некако на мостот искачаш.
Требаше уште еднаш да пробам, не пробавме и како мешам штипски, скопски, литературно, блаже, конески, уште бугарски да почнам да зборам. Се иде водителски, не е така лесно нели на македонски па на дијалект. Ја имам често, јас сум водител, Мишко и водител и новинар, така мешавина, ти не си ни едно ни друго. Јас сум администратор, ја командам. Ти си администратор. А што мислиш за промена на Ама види, професија? добро е што идеш на работа, брат, има едни не идат на работа. Кој ти взимат вика иде? плата. Не иде? Се облекува само за да работа. Но не си Само се облачам и се пресоблачам, иначе не иду на работа. од доидене се. Прашаме што мисли Од други. Оно од други. За промена на професија, на пример новинар, да го менјаш с нешто друго. Еве ми, а ти што, ако не би бил администратор, што би бил? Што мислиш за промена на професија? Гле, што мислам? Ја имам пример еден за промена на професија. На пример? Па да, што на пример? Гинеколог со стаж од 20 години останува без работа. Добро. И сек што, гледал било там. Ајде, скратен курс механичар за кола. И ово што ќе прави, мора да јаде леп човек. Отиднуе, завршува ga тај курс, скратен механичар. За 3 месеца куде газду погаѓа се. Плата колку? 250 евра. Донаса прва авто, нели с квар, да направи ремонт на мотор. Хеј, овој за 2 сата ga прави ремонт, вика газда, слушај, јас сам одлучија, вика на тебе, како пившего, вика, вагиналнога доктора, да ти го карчи плату како механичар. Вика, зашто? Колку ќе ми даеш? Вика, 450 евра. Па тој пуно. А зашто би ми толку даја? Абе, ти, вика, промени го тоа све преку ауспух. Тоа е уметност. А чекај, спомна, мора и он леп да еде. Мие ли ги руке пред да еде? Кажа ти, како го кажа доктора? Гинеколог. Гинеколог. Да, гинеколог. И ја имам еден пример, ама гинеколог и овој стоматолог, кад замениле радни места, па стоматолог у гинеколошку ординацiju, лега пациентка и он вика, ај кажи, и он рипа, не мој доктор не го учи да збори, се ќе каже на мужа ми. Кога не би бил новинар, што би бил? Или водител? Не знам. Мислам пак новинар. Пак новинар. Пак новинар, И кога да. не би пак, само И по кога друго не. име. Сега Мишко, а потоа Не, Мијалче ќе си. Да, тогаш Мијалче, да. Пак новинар. Професијата те исполнува, значи Убава максимално. ми е, малку е растурена сега, многу отиде назад професијава и ми е жал, пошто, знаеш, секој станува новинар, се губи баш оној не знам како да... Многу луѓе залутаа во новинарството и некако на цена добиваат повеќе или помалку, прегруб збор е да не го употребам сега. Рекетарчење има многу. Уфела. И тогаш наместо да станува онака како што треба. И кога да станува како што треба и сега ти малку ти е тешка таа борба да ја тераш. Ама добро е, среќа, па публиката знае да примети, ама прави штета, голем прави штета. Лажни вести. А зошто не Да, работите лажни на телевизија, пример, политичарите да читаат лажни вести? И така, нема што многу Па да се... добро, они онака читаат. Не читаат, ги знаат. Гледа, значи, политичари и тако работи прековремено. Како? Како? Така е работа. Ложев на работу, ложев дома. Да, и тоа што кажам. Така што тоа новинарството не знам дали може да се дали може, туку мора да го вратиме назад. Некогаш се знаеше што е новинар. Ја барем знам, ја не сум сега толку, не сум, од 97 кога се запишев на факултет и тогаш почнав да волонтирам и почнав прво спортски утакмици да гледам, со спорт, пошто им беше интересно тогаш. Мазата играа Лига шампиони, како не Лига шампиони игра со Реал Мадрид и Така, европски ми дадат прес картица за да си гледам утакмици за без пари и некој извеште ќе кажеш. После почнав музички емисии и после почнав веќе оној посериозен дел новинарство и сега читаш весниците. Име уредникот ми вика пред да ги читаш весниците нема шанси да излезеш. Ја вртам брат од задна страна, а он не ме гледа со грб, вика не од задна страна, вика ја од спорт си почнав. Кој е уште нешто од тие снимања интересно има да издвоиш? Па и сега од истото тоа се враќаме, таа беше многу добра тура, со кола идевме. Како не собра, ја не ми е јасно како не собра, едно Mitsubishi Colt беше на малечко, рефлектори, 3 камери, ја куфери со оддела и неис. И од Италија, од Дженова, гледаме утакмица Дженова Фиорентина и тргаме за Марибор, таму не чека Милко Џуровски. И од Марибор преспиваме, снимаме Џуровски и како го снимаме продолжуваме во Белград Милена Дравич.
последно интервју. За жал. Одиме, не фаќа темница, на се стемнува. И едно време нешто, ја назад, дали захрчен, овој едниот вози, другиот до него стои, нешто свети. Вика, баце, кам кажи, абе полиција изгледа не сопра. Викаме, добре, се враќа, викам, врати се назад сега, не знаеш што тој ги држава, и се враќа назад, и тој каже, овој отвара и се гледа, со него вака. И овој бонасера, овој го гледа нашо. И вика, абе, гукните нешто. Вика, нели англиски знаете? Викам, на италијански збори, викам, и ние стоиме сега како ова. И овој вика, телевизија. Овој го гледа вака. Шо му кажам, вика се. Но мене ме фаќа смеја од позади. И вика, телевизија, репортажа. Пандев. И овој вика, Пандев. И овој вика, Пандев, Гранде Пандев, и дај, зато си прават новој. Гранде Пандев, и овој. Гранде Пандев, Гранде Македонија. Гранде Пандев, Гранде Македонија. Ајде. Вреди повеќе од Касош Пандев во Италија, а? Да. Ви, тешко беше кога додека да пробиеш. Кога пробиеш, ја ми беа првите со Лепа Брена, со Светлана Војковиќ, Горан Бреговиќ, и после си ги држиш контактите. Дуда Ивковиќ, сега почини и тој, многу луѓе со короната отидоа и почна се мајтап да терат, демек како ти умираат и као демек на слики, демек. Среќа што ти си ни гостин, не ние кај тебе. Добро бе, сега тие што умираат се по 99 години, сега академикот едно. Да ми бидеш гостин во емисија, нека фала, сакам уште некој месец да претерам. Сликички, некој кој ќе почне од тие истакнатите, го имаш снимано, веќе незгодно ми станува. Викам, да. Маршина те фаќа, викам, Куманов. Да, викам, сум го снимал се. Ама тие стварно, Јелена Жигон, например, прија. Ја, мене тие ме биле као од детството, не идоли, туку интересни. Па на сите нас. И сме сакале, знаеш, и да, па уште да и влезеш дома. А тоа, кога било, не знам што, и Јелена Жигон, како влагаме у куќева дома, прија и вика, ја не знам, вика, зашто се нафати в интервју да ви да. И викам, 20 минути, ние да седне она, па после тераме овој тоа прави, вика, баце, ти седни, само вика за 10 минути, така, како што си дебелко, буци, и тераш, и тера така, знаеш колку интервју така ме стерал? 5 минути седни само, и на 10-та минути, он веќе се отвора си, почна душичката, и ја накис така беше. I must go, чекај, вика, wait a minute. Дома влагаш кај, вика, последното интервју ми е за политику 90, вика, не знам зашо ви дада ваш интервју, нешто ја го ограбува, па ни даде, па после дојде Керки Жигон, па се сликавме куќата на Стева Жигон, нели он играше од пишањето на страшниот, како му Кригер, се кажуваше, вика, кога ќе дојдеше, вика, Кригер, вика, кога се снимаше и кога ќе дојдеше Стева, вика, дома, вика, сите деца бегаат од дома, дека иде Кригер, вика, сега она ни кажуваше приказки. Да. Ја би сакај негде кога ќе направам 78 да го направам емисија која тебе, не е проблем. Ама ако сакаш ја ќе ургирам порано или не, добро што се смееш. Не се сите умрени па ти се. Имамо некој скрај да Јас ти посакувам уште многу интервјуа со успешни луѓе. Ќе ургирам за колки што порано да дојде кај тебе на интервју. Заедно па ќе се не. Нека ја го пуштам оне така, нека се експонира малку тој. Он гледаш како си почна сега дека јас сум Никола, роден веќе у тој филм. Новинар, водител, па еве зашто да не е и хуморист денеска со нас. Ти благодарам што беше. Фала ви на поканата, многу успех, нова не како се вели тоа, нови моменти, нов концепт да внесувате и ја некако се мачам што концепт да направам. Ама вака ќе го терам за сега, па ќе нешто треба да се смисли. Мора малку новитети да има за гледачите е добро. И добро ова ми се свија, па што ве гледав и со Джамбас, ве гледав и со Стојне, сега малку зборев Штипски, Скопски. Све е дозволено кај нас, само да е интересно за гледачите и се надевам дека како во твојот случај и овие интервјуа ќе бидат добра препорака и другите да се нафатат и да ни дојдат. Па сигурно ви благодарам многу, со среќа. Фала. И на тебе. Уште малку смеење, сега остануваме сами со Коки, ама и не сме сами, не сме ни со сите, со вас сме. Добро, јако ко слушам овој уреду. Што е сак проблем?
Нема проблем, докторе. Не знаме што ми бидна сега, а се закашлям малко. Иначе, престана да кашлям. Не кашлям, не кивам више. Едино што малко тешко дишу. Не дишу, добро, тешко. Не се секирай. Ке се потрудимо и тој да престане. Да го снема. Мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје? Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ 290. Газда! Колко ја газа толку ти домаќин. Кажи, мајсторе, кажи! Дојди малко. Слушај ока, ќе купиш едно 10 штекера. Од куде? Било од куде, не е важно. И ќе земеш едно 50 метра кабел. Било од куде? Како бе од било куде? Не од било куде, после струја или да те утепа? Од кабел кој ќе земеш. Ај, мајсторе. Мајсторе. Од кабелко. Од кабелко, ама дебелко. Глеј. Фабрика за инсталациони кабли со врвен квалитет. Кабелко Мак, Куманово. Мајсторе, свети унутра, Ајде, не само да се жалиме, немаме и да кукаме. Ајде низ примери да видиме и да научиме како тоа можеме да имаме. Еве како, чиста економија за практична добивка. Лекција 1. Зоки, ако ти имаш 100 денари и татко ти даде уште 100, колку ќе имаш? Па 100 денари, учителке. Ајде, бре, Зоки, па ти не знаеш математика. Не, учителке, вие не знаете како ве татко ми. Нема шанси да му даде на детето и затоа не може да сметате на оние што ги немате. Ај сега друг пример. Да видиме дали можете сега да сметате. Јас ако сметам може и да си одам, ама вие, важно е вие како размислувате. Еве, тој има 4000 евра настрана. Деме заштедил од плата, ајде да кажем. Добива една SMS порака од другар за заем од 1000 евра. Потоа добива втора SMS порака од братучет за заем од 600 евра. И на крај добива трета SMS порака од жена му да купи бунда и ташна за 1200 евра. Колку евра му останале на човекот, Ајде да ви видам. Колку? Па му останале колку што имал, 4000 евра. И секако 3 непрочитани SMS пораки. Затоа тој има пари, кој што вие не имате нас, а ние вас. За добра дружба и следниот викенд. Чао. Што се јемчиш како? Оти. Каде имаш Трчаја ли си, например? Трчаја сам. Не. Ај ќе врати, врати го сак. Не, трчаја сам, не го врати. Чек. Не го врати, Чек, трчаја. од мене. Не, Ја ga одъпна оној телевизор. Германски што е? Германски, немачки што е, а? Не, док пружимо друг корак, се на прв. Татко ти дава 100 денари. Уште колку денари? Колку ќе имаш? Ќе немаш? Дека сам овај единица мерка за... Дека, па ја ќе си го одлегам дома. И ти викам, значи, оној германски. Знам го тој. И ти викам,